Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувана македонска јавност. На 25 мај оваа година, Управата за заштита на културно наследство објави предлог Национална стратегија за заштита и користење на културното наследство 2021-2025 и отвори така наречена електронска јавна расправа, според која требаше да се пополни извесен формулар со забелешки кој ќе биде доставен до работното тело. Станува збор за исклучително важен стратешки документ според кој треба да се креираат идните стратегии, планови и проекти во областа на заштитата на културното наследство. Но сепак, повторно сме сведоци на еден нетранспарентен процес на изработка на еден ваков стратешки документ, бидејќи со испраќање на формуларот расправата воопшто не е јавна, туку е еднонасочна и само навидум транспарентна. Впрочем, како и се друго од оваа влада, која под привес на ваквите јавни расправи, досега донесе стратегии и закони кои се исклучително штетни за нас, граѓаните. Предлог Националната стратегија уште еднаш ја потврдува неспособноста на оваа влада, бидејќи работното тело, чии членови не се јавно објавени, самото констатира бројни недостатоци во системот на заштита, кои многу индикативно се истакнуваат токму во последниве 4 години во кои владее СДСМ. Оценката вели дека не постои соодветна комуникација помеѓу надлежните институции, нема доволно финансии за заштита на културното наследство, нема доволно соодветни човечки ресурси за извршување на задачите во институциите, самите институции немаат соодветен простор и опрема за работа, како и многу други забелешки, со што уште еднаш се потврдува некадарноста на оваа влада, поточно ресорот култура, во менаџирање на заштитата и користењето на културното наследство во Македонија. Затоа сведочат бројните археолошки локалитети кои сосема заборавени и без соодветна заштита и конзервација во изминативе 4 години трајно се оштетуваат. Затоа сведочат обраснатите ранохристијански базилики, средновековни цркви и манастири и тврдини, затоа сведочат неостварените празни ветувања за спас на Охрид и Охридскиот регион, кој најверојатно овие денови ќе биде впишан на УНЕСКОвата листа на светско наследство во опасност од една единствена причина, а тоа е неодговорното менаџирање на доброто. За волја на вистината и самата министерка Ирена Стефовска, наместо да се засрами од овој светски скандал и веднаш да си поднесе оставка, таа само ја искара и ја потврди неспособноста на локалната и централната власт, на која таа самата и припаѓа. Од предложените мерки и механизми, како дел од предлог Националната стратегија, може да се заклучи дека тимот кој работел на истата, особено во одредени сегменти, покажува банално непознавање на материјата, законите и законските регулативи, правилниците и другите подзаконски акти со кои се регулира заштитата на културното наследство. Очигледно е дека авторите на стратегијата не знаат или немале увид ниту на досегашната институционална поставеност, па предлагале формирање на тела кои веќе постојат. Зборуваат за дигитализација и немање соодветна опрема, а средства за купување на опрема во овие институции немаше ниту во буџетот за 2020, ниту во буџетот за 2021 година. Зборуваат за евиденција и документација, а единствениот национален систем за културно наследство не функционира од февруари 2018 година. Зборуваат дури и за отворање на Центар за дигитализација, при тоа целосно го занемаруваат финансирањето на веќе постоечкиот Центар за дигитализација, кој е и УНЕСКОв центар од втора категорија за регионот на Југоисточна Европа. Зборуваат за зајакнување на човечките капацитети, а изминативе години токму тие вработија сериозен број на партиски членови во институциите од областа на заштитата. Зборуваат за некакво вмрежување на институциите, а и самите не ги знаат ингеренциите на истите. Зборуваат за заштита на културното наследство во кризни состојби, а за време на COVID-19 кризата владата целосно го заборави овој сегмент кој претрпе сериозни последици. Предлогот Национална стратегија за заштита на културното наследство е всушност еден несериозен документ кој повторно покажува непочитување кон исклучително богатото движно, недвижно и нематеријално културно наследство во Македонија. Ваквиот однос уште еднаш ја потврдува агендата на оваа влада за обезличување на идентитетските маркери и обележја, чиј носител е токму културното наследство. Така наречената јавна расправа заврши на 21 јуни, а документот повеќе не е достапен на јавноста. Не слушнавме никаква дискусија, па се очекува уште еден несреќен документ кој најверојатно ќе заврши исто како фамозната Национална стратегија за културата 2018-2022 на Ала Ѓозовски,
која никако да почне со реализација, иако веќе дојде време за нова стратегија. ВМРО ДПМН секогаш покажува длабока почит кон културното наследство и неговата функција во општеството и заедниците. ВМРО ДПМН секогаш покажува дека знае како, бидејќи ВМРО ДПМН почитува знаење, ум и разум, а не политиканство на штета на државата. Затоа, почитувани граѓани, време е за оставка. Ви благодарам.